Почитувани граѓани од ромската заедница, почитуван градоначалник и општинската администрација, почитувани медиуми, почитувани пратеници, почитуван заменик директор на Дирекцијата за заштита и спасување, советници и почитувани присутни гости. На денешен ден се одбележува Светскиот ден на ромите како една од најважните усвоени одлуки, а тоа е одлуката за ромското знаме и официјална химна. Ромското знаме во долниот дел има зелена боја, која ја символизира земјата, а горниот дел е обоен со сина боја, која го символизира небото, додека црвеното тркало ги представува патувањата и миграциите на ромите. Официјална ромска химна се темели на старата ромска песна Джелем Джелем. Првиот конгрес на ромите резултираше и со прогласување на официјален ромски јазик Романи Чиба, како и официјално прифаќање на називот Ром, што на ромски значи човек. Морам да истакнам и да ги поздравам луѓето носители на функции од нашиот град Кичево од ВМРО ДПМН, почнувајќи од градоначалникот доктор Александар Јовановски, пратеникот Ѓорѓија Сајковски, председател на општинскиот комитет господинот Лазе Јатимовски, премиерот господинот Христијан Мицковски и сите останати функционери кои што дадоа безпрекорна поддршка за овој свечен чин да не удостојат и ромското знаме да се вее на јарболот пред општина Кичево како мултиетничка општина и соживот со сите останати заедници во нашата општина. Се надеваме дека ова нема да застане тука, дека ќе имаме поддршката и во делот на образованието, вработувањето, домувањето, здравството и интеграција во сите сегменти на животот. На крајот да ви го честитам 8 април на цела ромска заедница, каде и да сте, во мое лично име и во име на Организација на ромската младина Бела Кула Кичево, како организатор на овој свечен чин. Ви благодарам. А сега ќе интонираме македонската химна и ромската и да го подигнеме ромското знаме.
сега со интонирање на ромската химна Джелем Джелем ќе го подигнеме ромското знаме. А сега го повикувам градоначалникот на општина Кичево, господинот Александар Јовановски, да земе збор и да ги поздрави присутните гости. Добар ден, почитувани. Ви благодарам што не удостоивте со честа да дојдете денеска, да двоите време заедно да го започнеме овој прекрасен празник, празник на ромите, 8 април. Користам прилика да ви го честитам, да ви посакам многу здравје, многу среќа, многу љубов и многу берејќи двоиднина. Сакам да ги поздравам присутните, заменик директор на дирекцијата за спасување, господинот Кашмир, почитуваните советници на општина Кичево, останатите вработени, советникот Мирсат, исто така господинот Обама како ваш представник, и навистина ми представува особена чест и задоволство што јас доживеав она што цел живот го сонувам да успеам и да го реализираме. А тоа е да покажеме едно заедништво, да покажеме на љубов, да покажеме како може братски да се живее без разлика кој на која националност припаѓа. Особено се возбудив и среќа ми предизвика ромската химна во изведба на нашата светска звезда, значи Есма Реджепова, која беше, како што знаете, сопруга на познатиот Стево Теодосиевски. Тие заедно низ целиот свет покажаа и докажаа што значи љубов, што значи заедништво, што значи почит, што значи да нема граница помеѓу луѓето и нациите. Затоа особена чест ми представува денес ова символично подигање на ромското знаме, бидејќи со тоа покажуваме дека ние и како град, значи особено градот Кичево нека биде предводник. Исто така ние како држава, како партија, како влада се залагаме за една наша заедничка братска држава која сите ќе ја почитуваме и заедно ќе ја градиме. Да ги срушиме бариерите помеѓу нас и да изградиме мостови на пријателство, другарство и заедништво. Сакам да кажам дека покрај овој символичен чин, јас како градоначалник и локалната самоуправа максимално ќе се ангажира во подигнувањето на особено на оној слој на ромското население кој се социјално загрозија, во подигнувањето на нивното особено здравствено, социјално, а
многу важно образовно ниво, за кој особено ќе се заложиме и ќе вложиме напори, во исто време ќе го подигнеме нивото и бројот на вработени во општината Кичево, во јавните предпријатија кои се под општина Кичево, за да реално и нашите браќа од ромската популација се почувствуваат како дел од нашата заедничка локална самоуправа и со својот труд, честност и трудолюбивост допринесат кон подобро Кичево. Ви се заблагодарувам, ви го честитам празникот и ви посакувам прекрасен ден. На ромската младина Бела Кула од Кичево, како организатор на овој светен чин, доделува благодарница на градоначалникот на општина Кичево доктор Александар Јовановски. Благодариме градоначалник. А сега му даваме збор на советникот ромски, да рече, на општина Кичево, во советот на општина Кичево да земе збор. Почитуван градоначалник, почитуван директор за дирекција за заштита и спасување Кашмир Салију, почитуван директор од јавното предпријатие Комуналец. Меѓународниот ден на ромите се одбележува секоја година на 8 април, за да се слави и подигне свеста за ромската култура и историја, но и да се промовираат нивните права. Како една од најраспратените етнички групи во светот, со население од 12 милиони кои живеат во различни земји, ромите имаат културно богатство, наследство вклучувајќи традиционална музика, танц, раскажување приказни, како и уникатен јазик ромски. Но и покрај нивното културно богатство, ромите долго време се сочуваа со дискриминација и прогон, вклучувајќи присилна асимилација, присилна миграција и геноцид. Во многу земји тие се маргинализирани, се сочуваат со сиромаштија, невработеност и недостигна до образование и здравствена заштита, а често се и предмет на расистичко насилство, говор на омраза, дискриминација во домувањето, вработувањето и други области од животот. Ви благодарам и ви го честитам Денот на ромите 8 април. А сега ми е чест да го поканам заменик директорот на дирекцијата за заштита и спасување Кашмир Салију да земе збор. Добар ден и од мене. На почетокот би сакал да го поздравам градоначалникот на општина Кичево, господинот Александар Јовановски. Ве молам за еден огромен аплауз за него и за војата и за желбата и за се она за овој краток временски период што прави за ромската заедница. Исто така ви носам голем поздрав од премиерот на Република Македонија, господинот Христијан Мицкоски. Би сакал во оваа прилика да го поздравам и пратеникот и членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН господинот Ѓорѓија Сајковски, кој оправдано мораше да замине во Скопје. Председателот и заменик министерот во владата на Република Македонија, а од Кичево господинот Лазе Јакимовски. Поздрав до сите директори тука на локално ниво, до советниците, до општинската администрација, до кабинетот на градоначалникот. И јас во лично мое име сакам да го честитам 8 април меѓународниот ден на ромите. Но оваа година е многу поразлична од сите години наназад, затоа што денеска ромите во Кичево испишаа историја, а тоа е дека подигањето на ромското знаме во општината пред општинската зграда ќе биде 365 дена во годината во рамноправна употреба со останатите знамиња и заедници во градот. Тоа е еден историски исчекор на ромската заедница во градот Кичево, но истовремено представува и обврска на нас ромите да бидеме општествено одговорни, како што кажа и градоначалникот, да се дообразуваме и да ги испорачаме резултатите како и за државата, така и за градот, и во тој дел треба да бидеме рамноправни со останатите заедници и во државата и во градот. Да стимулираме што поголем број на наши млади луѓе, на наши кадри да се запишуваат во средните и на
училишта и на факултет да ги дозавршуваат своите образовни способности за да можат да бидат конкурентни на пазарот. Она што е заложба на оваа влада и на оваа локална самоуправа е целосна интеграција на ромската заедница во системот на институциите за рамноправно да учествуваме во креирањето на политиките на државата. Затоа ве замолувам општествено да се однесуваме како граѓани на општина Кичево, да помогнеме, јас го разбирам и градоначалникот, затоа што е многу краток временски период од како стапи на оваа функција. Да помогнеме заедно да се избориме и јас верувам дека периодот што следи, дека и во кабинетот на градоначалникот ќе има еден наш вработен кој ќе биде задолжен за ромските прашања на ромите во Кичево и исто така и во останатите институции кои што се во надлежност на локалната самоуправа, а јас верувам дека и на премиерот заложбите се во таа насока. Јас уште еднашка многу ви благодарам, ви го честитам празникот, да сме здрави и живи и до година со градоначалникот да го официализираме и ромскиот јазик во општината. Ви благодарам. Во делот на развојот на културата, интеграција на ромската заедница во општина Кичево, му доделуваме благодарница на господинот Кашмир Салију. А сега ми причинува задоволство. Значи, нашиот борец за човековите права на ромите, господинот Фадил Реджеповски, нека му е лесна земја, кој што се бореше за правата на ромите и остана доследен до крај на својот живот, го повикувам Емсел Реджеповски да прочита нешто од неговата книга Бела кула или на ромски Парнокер. Ајде, Емсел. Денеска му ќе славеше и роден ден, меѓутоа нека му е лесна земја. Еде властар ме родава. Еде властар ме родава. Те мукел хурдо бирши моро. Те бареовен е чаријатай лулуда. Те чариовен е бакретај бакроре. Еде властар ме родова. Те иклол Абдула Пашески те башалел хурдо хауро. Еде властар ме родава. Те иклон кичева каре чаја. Те келен јек хурдо хоро. Ајде еден огромен аплауз. Ја уште еднаш да ви се заблагодарам за вашето присуство на овој ден и да ви го честитам уште еднаш 8 април. Се гледаме во 12 часот во Бела кула, тамо ќе продолжи прославата. Ви благодарам уште еднаш.